Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, заедно со мене и со Мухич. А ќе дискутираме за она што веќе почна да се одвива, а што треба да заврши во петок и што се надобрзува на она што и денеска го дискутиравме по однос на евроинтеграциите. Имено председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ја почна својата втора регионална балканска турнеја. Претходно веќе беше, сега ја почнува повторно и тоа во еден интересен, клучен момент би рекол, а ја почнува од Сараево. Денеска е таму, во Босна и Херцеговина, па утре оди во Тирана, во попладневните часови доаѓа во Скопје. Така што ние со Тирана сме во ист ден, по половина, дали во Тирана нема што многу да дискутира, затоа што тие добро напреднале, а од друга страна, дали со нас има што да брзо во попладневните часови го заврши, ќе видиме, но ден потоа на 3 е во Приштина, ете таму на Косово ќе помине цел ден, исто како и наредниот ден 4 јуни, односно в четврток, кој ќе го помине во Белград со средба во 4 очи со председателот Александар Вучич, за понатаму таа негова регионална турнеја на Западен Балкан да ја заокружи со самит на Европската Унија и земјите од Западен Балкан во Тиват, Црна Гора, и каде што се очекуваат нови пораки за иднината на процесот на проширување, а се очекуваат и 40-тина, повеќе од 40-тина делегации. Инаку секогаш еднаш годишно се одржува овој самит во регионот, а особено во овој момент не е случајно, ја има и таа символика или символички значај што се одржува во Црна Гора, земјата која очигледно и најмногу напредуваше по однос на европските интеграции. Реално може да се очекува дека таа ќе биде следната 28 земја. Дали ние ќе бидеме и која ќе бидеме, прашање, затоа што прашање дали ќе бидеме веднаш 29-та, 30-та, затоа што имаме тука и потенцијален кандидат сега. Не знам колку ги следите работите, но еве сега се појави Исланд како земја потенцијален кандидат за во ЕУ, која би требала во август да одржи референдум, а пак во меѓувреме минатата недела се случи еден релативно крупен исчекор во однос на европските интеграции на Албанија. Таму се усвоени пак тие преодни одредби поврзани со кластерот 1 за прашањето на владењето на правото, борбата против корупциите, и сето тоа отвара можност, дополнителна можност за затворање на сите други кластери и напредување на Албанија. Така што сите некако се движат, отвораат, дури и во последен момент или преку ноќ и така. Ние некако ништо конкретно, напротив, само се имаме спротивставување на односите. Особено во последниот период и ова со Бугарија и со ЕУ и така натаму, дотолку повеќе е клучна, или може би била клучна и ова средба, како средбата со премиерот Мицковски, односно тој владин тим, министерот за надворешни и слично. Особено во овој момент во кој се почесто се зборува за оној модел кој го предложи германскиот канцелар Мерц, модел на постепена интеграција низ вклучување на државите кандидати во тој единствен пазар. Така што во очи утрешната средба, оваа посета веќе почна, па да продискутираме од денеска, значи тој веќе во таа своја посета на Западен Балкан и се сретнува со регионалните лидери, за да во петок и
председавач на самитот ЕУ Западен Балкан и тука да се донесат заклучоците, помеѓу другото и од средбите кои веќе почнаа со денешната посета на Босна и Херцеговина. И ако и Исланд пројавува желба, најавува референдум во август, во Црнагора во петок ќе се одржи самитот за самитот ЕУ Западен Балкан. Албанија исто така конкретно забрзува. Може ли да очекуваме и ние нешто од владата, како премиерот, така и министерот најавуваат дека имаат многу идеи, дека ќе разговараат, многу идеи ќе бидат ставени на маса, кои би биле основа за некое потенцијално решение, со тоа што не ни откриваат, и министерот за надворешни Муцунски вели, цитирам, идеите доколку јавно ги презентираме нема да имаат ефект. Сега, дали тоа значи дека треба да се радуваме дека ќе има ефект? Добро, не ни ги презентирајте, само нека има ефект. Не мора ни да знаеме воопшто што е, само да видиме, се движиме, одиме натаму. Како успеале? Дали го турнале тие возот, дали некој друг мотор поставиле, дали на какови да е друг начин, сликовито, метафорички кажано, не е битно, дали со некој хокус-покус. Сеедно, нека има ефект и не мора да ни кажат, да не ни го расипат ни изненадувањето, а и можноста да испадне да нема ефект. Ако се каже, тоа е, нели, како она ќе замислите желба, а потоа што замисливте, немој да кажеш, ако кажеш нема да ти се оствари. Нека не кажуваат ништо, нека се видат во 4 очи и ова ветува, како вели министерот, ако јавно презентираме, нема да има ефект. Значи, јас би рекол се согласувате и вие да се приклучиме на апелите, ништо да не ни кажуваат и по утрешната посета да констатираме дека се движиме и има голем ефект кој ќе ни даде, како што вели министерот, достоинствено решение и ќе се реализираат тие повеќе идеи за кои вели министерот дека се споделени и со представниците на ЕУ и дека сите се во рамки на некои принципиални очекувања што ние како држава ги имаме, а тоа се јасни институционални гаранции, помеѓу другото и дека ова ќе биде последната пречка од билатерален карактер. Значи, ние си остануваме на нашето билатерален, а Бугарија го тврди своето, не е билатерален, туку на ЕУ. Хајде да видиме, што ќе биде, велам, не е битно, само нека не кажуваат, нека има ефект. А што мислите вие, дали ќе има резултат некаков, дали се идеите и умешноста и способноста на нашите представници, стратегијата доволно и виспрени, моќни, за да направат нешто, да постигнат резултат, или можеби и Антонио Кошта подготвил нешто конкретно да ни понуди, ако можеби и ЕУ решила веќе некако како решила со Молдавија и Украина да не спакува и нас, а сето тоа ако се има предвид дека и Кошта е познат како прагматичен политичар, можеби имале, немале идеи, можеби тие ќе ни дадат некоја идеја, но велам, не е битно, битно е нека има конечно некаков ефект. Дали мислите дека нешто ќе има или не, дотолку поинтересно што сето ова се однесува на Западен Балкан, не сме само ние, а сме всушност дел од тоа, од сите тие, таа шесторка регионална, и ако ништо друго да се надеваме дека и ќе останеме, дека нема да станеме исклучок. Ако ништо друго, добро е додека, во рамки на тие другите и нас не посетуваат. Да не се случи да само останатите 5 ги посетуваат. Така да добро, може би уште има надеж и токму за тоа и да продискутираме на 6091 924 925. Добар ден, повелете, кој ни е прв? Добар ден. Сум јас први. Да, вие повелете.
Се слушаме? Се слушаме одлично, да. Благодарам. Така, ајде да почнеме. Прво ја ќе речам, не треба да доаѓа воопшто господинот Кошта кај нас, затоа што многу во име Кошта и то нас многу не кошта. И така да ние имаме своји идеи, своји правила и ќе ги почитуваме ни. Нам не ни треба Европска заедница, нам не ни треба ништо, нам ни треба само добри арами кои што ќе ја оплячкаат државата. Посебно ќе речем оваа гарнитура која што е сега на власт, значи не ја одговара да бидеме дел од заедницата. Еве, добро кажавте дека дури и Исланд сака и уште кој не сака да влезе во заедницата, заедница нон-стоп ние викаме ќе се растура, ќе се распадне, не знам што тамо. Сите трчаат да влезат, а дали толку не чини таа заедница, дали толку е значи лошо ако бидеме дел од таа заедница. Меѓутоа, за нас, значи, ништо не чини и не треба, значи, и не треба да бидеме дел од таа заедница. Е сега, ако сака, значи, господинот Мицковски, значи, прво не сме да биде плашливец, тој треба да биде со јако срце, треба, значи, затоа е председател на влада, тој треба сам да донесе одлуки, да реши. Еве, не е одлучен, нека распише референдум. Нека на тој референдум народот каже дали треба да влеземе или не. И тогаш, како народот каже да, значи он не е крив што ќе го потпиша. Ако народот каже не, и он значи нема да биде видовен зашто кажал не. Меѓутоа, ние сакаме што се вика да имаме што се вика тесни кондури, а да ни биде широко. Не може тоа така. Ние треба да бидеме дел од Европа и треба да бидеме, значи, далеку порано од тоа. Ја немам како размислува дека можеме уште неколку децении да почекаме, па кога ќе влеземе. Ние на овој начин фактички стварно ќе се растори на Европа. Ви благодарам, поздрав, добар ден, кој ни е следен. Добар ден и убав ден. И вам убав ден, повелете. Па така се, тој е дипломата, не оно парите што ги заработува тие илјадници евра треба да ги оправда. Тоа мора да земе некоја дневница, мора човекот да прошета, дипломата е, тоа е, се им е по протокол на дипломатите да прошетаат. Друго нас многу не измешава. Ајде по Западен Балкан ќе прошетаме и нас тука успут, ние сме централен овој Балкан. Затоа што веќе не знам, веќе почна и географски да мешаат работите. Све тури у купу Западен Балкан и ајде ќе направиме. Така да ја не знам зашто толку, како да кажам едноставно, толку се они упорни и повеќе они се упорни инсистираат него ние. Значи, еве еден дојде друг, па кажи ова, па вака, па така. Значи, упорни. Што им е поентата, што толку се упорни повеќе, значи ние да влеземе во Европска унија по секоја цена. Пазите, значи збориме за по секоја цена. Ја не знам дека претпоставувам нема граѓани што не сака да бидеме во Европска унија. Меѓутоа по секоја цена вие додите таму, ја мислам тоа не е горец. Што добиваме ако одиме по секоја цена? Или што ќе добиеме, некој нека го објасни да речеме што е тоа што гарантира дека ќе го добиеме по секоја цена. Значи кај нас ништо не е дефинирано буквално бугарите устав. Ајде па да речам, ако е само таа дефиниција. Меѓутоа ние не знаеме утре што не чека, затоа што гледаме дека кај нас све полека по нешто се бара. Еве другите како влегува, пиење кафе и ајде помина, не знам овона. Дајте кај нас некој нека направи преседан некој, да можеме и ние така да бидеме, како да го кажам, буквално на швейцарски начин. Тоа е веќе нема тука друго. Денеска знамо само на швейцарски начин можеш да успееш, инаку другото не. Така да господинот фино ќе се испрошета, ќе си напуни тоа неговиот буџет и овдека ќе ни кажа. Ви благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Ало, добар ден, Исо. Да, поздрав до вас, се слушаме. Поздрав до тебе. Благодарам, повелете. Па среќа што се во малцинство, вие као беѓан што не разбираат што се случува, па затоа и ќе се одбраниме. Па, пред некој ден гледав интервју на бившиот амбасадор на Бугарија во Босна, Енчев, тој академик што е таму. Значи, стрикно кажува, не смее да се дозволи Македонија да влезе во Европската унија. Што подолго треба да се држи надвор од Европската унија, за да има време албанското малцинство да стане мнозинство во Македонија. И тогаш би било полесно македонизмот да исчезне. Значи, целта е да исчезне македонизмот.
Тоа е цела бугарска политика, како не им е јасно на луѓево. Значи, големи луѓе, амбасадори, влијателни тоа го кажуваат. Само на овие наши не им е јасно. И сега од тамо доаѓаме до она вистината што е. Дека всушност Филипче не сака Македонија да влезе во Европската унија. Он отработува за Бугарија. Значи, дедо му ја даде круната од Охридската архиепископија, званични документи има, дека дедо му ја предал на бугарите. Он има фирми во Бугарија, со Вице Заев. Со Заев исто знаеме што направија. Значи, они работаат по интерес на Бугарија. Зашто бара Филипче референдум, знаеш? Затоа што знае дека референдумот нема да биде успешен и бугарите ќе ни ставаат нон-стоп вето. Он бара документ, потврда дека ние никогаш нема да ги ставиме бугарите во уставот и така ќе ја заврши задачата. Целта негова е баш таа и на СДСМ. Македонија да се заквачи во процесот, да не влезе во Европска унија. Тоа никој не може да го види, а чистата вистина е таа. Тоа ќе го покаже историјата уште малце. Ако што ќе прошата да си оправда тоа дневниците да прошат. Ви благодарам, поздрав, добар ден, кој ни следен повелете. Дали имаме некого? Добар ден. Добар ден. Ало? Да, се слушаме. Ало, добар ден, господин. Добар ден, да, се слушаме. Поздрав до вас и поздрав благодарам. до гледачите, вашите гледачи. Ви благодарам, да, се слушаме. А и јас ви благодарам на вашиот поздрав. Да кажам една минута, две, колку се тоа дозволени. Што може да се очекува посетата? Господинот пред мене се погоди една реплика него контра неговата ставови. Јас ви кажам која блокира Македонија. Ја блокира неговата партија внатрешна рационализација. Зошто причините се само да се краде и да се замајува јавноста и да држи да има повеќе гласачи се уште. Знаеш, тоа мислам дека сега бугарите ако се стават уставот ќе изгубат ВМРО. Нема да изгуби ВМРО тоа гласачи. Мислам дека ВМРО го ја блокира обратно што зборува тој. Значи, ВМРО ја блокира Македонија. Првото и основно барање на бугарите, господи, исто беше тамо влез на бугарите уставот. Мисли, нашиот устав не е, има преамбула и може да се ставаат малцинства. Значи, 7-8 колку малцинства има. Не е граѓански устав. Бугарскиот е граѓански устав кој сите граѓани на државата се бугари. Пример, нема малцински изрази. Турци имаше 2 милиони, македонци многу малци имаше, таму е 13% Македонија, немаше многу македонци. Турци имаше близу 2 милиони и ги именуваа имињата. Како до Кошта ќе дојде? Што ќе дојде? Што мислат дека Кошта ќе рече сега не бугарите, уставот вие ќе влезете. Барањата на Европска унија се знаат, господин Исо, тие се барања. И барањата тие нема да ги сменат. Треба тој што сака да влезе во унијата, тој треба да ги исполни барањата. Ако и барањата не можеш да ги исполниш, не сакаш да ги исполниш, тогаш ќе кажеш не и готово. Ни лево, ни десно, ни доле, ни горе. Вака не може господин Исо ја држат во изолација државата Македонија држат само тие од Белата палата. Поздрав. Благодарам, поздравувам од Канцеларијата на Европската унија во Скопје. Соопштија дека Кошта ќе разговара за можностите и предизвиците околу проширувањето, постепената интеграција, регионалната соработка, безбедноста и стабилноста. Кошта пак ќе ве цитирам една реченица, вели: мојата втора турнеја низ Западен Балкан испраќа јасен сигнал. Посветеноста на ЕУ кон регионот е реална. Исто толку реална колку и можноста за проширување. Да, и она што го спомнав, ете, тука е денеска во првата емисија. Моментумот е тука, сега е време да се испорачуваат резултати. А тоа ни го зборат 20 години. За моментот, дека е моментот кој ни трае 20 години, може ќе трае уште 10. Тука е моментот сега, а тоа цел живот. Па добро, прашањето е дали навистина нешто ќе испорачаат и дали е сега моментот, дали тој момент кој велам најмалку 20 години трае, дали бил подобар пред 20, 15, 8, 3, 5 години, дали е сега најдобар, дали ќе биде за 2, 3, 5 години, затоа што очигледно тој момент траел 20-30 години и ако е така, па ќе трае и уште, после изгледа. Може и ќе престане да трае, но сето тоа е прашање во однос на таа констелација регионална Западен Балкан. Колку е Македонија, а би рекол дека е не малку
туку и тоа како битен фактор за битен елемент, токму и во тие нивни па и на тие нивни промоции, генерално и Западен Балкан се представува како оној дел кој недостасува, што значи дека и без Македонија не би бил ни комплетен процесот на проширување на ЕУ, односно на Западен Балкан. Никој начин тоа е незавршена работа. Она што го планирате да направите како проект, Западен Балкан е целиот проект, вклучително и Македонија. Така што верувам дека и тој момент уште ќе потрае, иако велат дека е момент, тоа е еден очигледно долг процес, а ова што се представува како момент е за тие што поскоро. Мислам класична она како класична маркетиншка, трговска и така попусти и слично. А искористете уште сега до утре и така натаму, истекува и нема веќе, јавете се веднаш. А од утре кога ќе истече гледате нов рок, уште 10 дена дале. А сега имате прилика уште една недела и тоа трае постојано. Само уште утре, само уште утре. Добар ден, кој ни е следен? Ало, добар Да, ден. поздрав до вас, повелете. Се слушаме. Се слушаме, повелете, да. Се е вината кај нас. Ја не можам да се начудам и на Мицкоски, и на овај министерот за надворешни работи, Муцунски. Зашто зборот, што јас многу ми тежи и не можам да го слушам, да го спомнуваат гаранции. Абе, луѓе рекол 100 пати избришете го, гаранции не спомнувајте. Какви гаранции барате? Од кого гаранции барате? Проблемот го прават на трешниве издајници, никој друг. А овие што барат гаранции, ја би предложил да го викнат тоа детето, како се викаше од Тетово, што доби награда математика, што беше, да дојде да им кажи што да зборуваат. Оти толку детето е образовано, ако која деление не знам ја, им кажи дека не постојат гаранции. Ако имало гаранции, овие што беа пресудиве, ќе ги внесеа. Кај се гаранциите? Што матат со гаранции? И ги слушам и други политичари, гаранции. То ти појма нема што е тоа гаранции. Кога си играат мајта со пресудиве, Европа ги донесе. Европа гарантира. Европа не ги спроведува. И кој ќе наложи на Европа гаранциите? Абе, страмото е ова, бе, да се застрамат политичари. Вие си испрајте, кажи, кој сме, што сме, ако ти чини, ако не вратана, да те нема од тука. Кошта ќе дојдел, па Кошта, не за Маија, тие со, ко требаше да влезиме со Словенија, министерот ними за надворешни работи. Да, благодарам. И тоа е интересно за дебата како пристап, затоа е битно. Има многу начини на кои ние би требале да ја поставиме, презентираме нашата позиција. Затоа и она што беше денеска во темата, дали да чекаме, па сега Мерц постапно решение, вакво такво, или што ќе понудат тие, или што ќе побараат. Затоа што и токму како резултат на тоа чекање ние ги имаме барањата. Па Преспански договор, па не знам име, знаме, па ова, она е сега ова, е сега ова, е сега ова. Динамиката по однос на тоа некое заедничко партнерство, се едно, какво и да е, вработен и работодавач, се едно, да се дефинираат кои се условите помеѓу двете страни. Тоа е исто потенцијално можност, она што го кажавте вие, за пристап од наша страна. Нема гаранции и слично. Туку едноставно, ова се нашите услови. Што гаранции? Ако се бараат гаранции, никој никому ништо не може да гарантира и со право може и да му каже дека не му гарантира. А бара работникот гаранција дека ќе му исплати плата. Па кој ти гарантира? Ти пишува во договорот ќе имаш плата. Сега ја што да ти гарантирам дека ќе ја добиеш? Ако не ја добиеш, што да правам после? Или такви работи. Да ти гарантирам дека ќе си жив и јас дека ќе сум. И слично. Но затоа да се дефинираат условите. Кои се? Ова се нашите услови. Вие дали ќе барате нови или нема, тоа е ваша работа.
Затоа и реков однос работник-работодавач, плата, слично, тоа се дефинирани услови. Ќе биде исплаќана од 1 до 5 до 10 кога и да е. Еден период, општво, висината, работните задачи и обврски. Потоа вие гледате во тој процес, тој ви бара само уште повеќе. Па чекај, не може, ние се договоривме и подпишавме под овие услови. А ти ми бараш уште 5 други работи за кои не сме се договориле. И така што нема тогаш гаранции што како. Ова беа моите услови, тоа го ставивме на хартија и не прифаќам ниту барам од гаранции никакви од тебе. Ми даваш задолженија, обврски кои воопшто однапред ти кажав дека не ги прифаќам. Договорот е неважечки, довидување, ама нема ништо, ни преспански, ни како ви да е. Па што не може? Па не може, можеше под услови тие, ти ги менуваш условите и крај. Но затоа е велам битно да се стави, односно да се постави пристап. Ако пристап е и ова со гаранции, но треба да го играте така, потоа до крај. Како што ете и председателката, па и премиерот да гаранција, после и уставните. Да, но ако дојдеме на ред да влеземе во ЕУ, ќе мора тогаш уставни. Или тогаш ќе кажеме сега не може. Затоа е битно да се постават условите, какви да се, дали гаранции, дали се едно, ова се нашите правила, сакате, не сакате. Ако не, размислете вие, па понудете нешто друго и крај. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Без споменат, имам важда право на реплика. Да, добро, кажете, повелете. Па ќе имаме и контрареплика, само затоа да не... Да му пообјаснам нешто на начитаниот од Рашка. Например, нашиот устав исто не признава малцинства, признава делови од народ. И ако ги ставиш во уставот, тие се конститутивен народ. Бугарскиот устав не признава малцинства, ама Бугарија као држава признава 6 малцинства, освен македонското. Така малце нека подпрочита, гледам, многу ме раклија за читање. И ВМРО го потпиша договорот за асоциација и стабилизација, ако се сеќаваме. А не е за Европска унија, нели? Овие краделе, овие не краделе, овие честните од СДСМ, едва чекаат да влезат, пошто не се они лопови. Како не им е јасна работата? Филипче по 3-4 пати дневно бара бугарите во уставот. Почесто од бугарите бара. Затоа што гледа дека се појавуваат нови можности за влез. Ја брза работата му се брза. Нема авансот да си, ќе му го земат авансот што му го дале, него и Назаев. Затоа ни брзаат. Ако влеземе сега со мер нови начини на влегување во Европска унија, отиде авансот. Цела политика е таа. Па бугарите толку често не бараат да се внесат во уставот. И од кога е тој услов? Кога ние го добивме овој критериум? Пред 2-3 години. Па 20 години никој не бараше бугарите да влезат во уставот. Копенхашките критериуми беа. За сите држави исти се. Тие се правилата на Европска унија. Не може нас секој месец да ни менјаш ти правила на играта. Ајде ќе играме сега шах и секој 5 минути ќе ми ги менјаваш правилата ти. Па ќе се откажам, не играм. Тоа е тоа. Ќе влеземе ние и без бугарите. Благодарам, поздрав, добар ден. Ало? Да, добар ден. Добар ден. Повелете. Видите, Исо, никој нема да влезе во Европска унија од Западен Балкан, а најмалку Македонија. Ниту граничиме со Русија, ниту имаме море. Затоа не можеме да влеземе. Нити Албанија, ни Црна Гора нема да влезат. Ги лажат. И нас не лажат. Значи мислите ниту Црна Гора, која е практично... Никој нема да влезе. Ево, ја ќе ода за Европската унија за некој ден. Ќе поседа тама, ама пак ќе се врата. Оти там ми помина работното време 40 години. Не е така како што се мисли. Сега да не им кажувам на овие што сакаат за Европска унија, те имале од фамилијата, та и младите се иселувале. Па ја ви реков, оти градоначалникот на Загреб рече 6400 првачења загубил Загреб од како влегле во Европска унија. Зошто нашите македонци одат таму келнери, домареи по хотелите? Зошто се иселија хрватите? Пуста остана Хрватска. Оште они живеат само од приморите, од летувањето. Друго, Бугарија е заглавена дебоко. Никогаш нема да се помири она да ја пушти Македонија
во Европската унија. Оти Радев рече, нема македонизмот да дозволиме да влезе во Брисел. Точка. Тоа е. И сега некој, он рече некој дете од тетово да го слушаат. Не бре, они го слушаат комунистите Заев што им каже, тоа повтараат нон-стоп. Зошто Заев парите ги зеде и од грците и од бугарите за промена на името за пресланскиот дајлог. Се парите од Заев. Он рече оти дали на Жолта Рада на овај бугаринот Димитров, дека дал на Путерот. Можда... Добро, поздрав до вас, добар ден, кој ни следен. Ало, Исо. Да, добро. Добар ден, устеднаш. Ете, господинот ме спомна и сега морам да ми дозволите да кажам нешто. Видете, бе добро, добив, вака да му кажам, авансот им пропаднал. Да, авансот. Сето само со тоа се волата за името волку пари, дојдоа дури до 500 милиарди евра, господине. Само Меркел им дала 12 милиарди. Дали сте нормални, бе луѓе? Извинете на изразот што морам да го кажам. Дали сте нормални некој да дава пари за некој договор? А во договорот, преспанскиот договор за името подпишува Република Северна Македонија, тоа етничка заедница не пишува, него народ, македонски народ, идентитет македонски јазик, господи. За прв пат во историјата го прави тоа Грција е лада, како сакате речете. И тоа се случи затоа што се дојде промена на власта во Грција. Сириза, Ципрас, иначе немаше да се случи тоа, така ќе се. А дали господинот по него што рече дали ќе влеземе во Европска унија? Ние ќе влеземе ако немаше ВМРО-вски инат и ако немаше корист од тоа 11 години пустошеа низ држава, гледа што се случи, што краде, а што направи Бели палати, па ако сме во Европска унија, господинство, тоа не може да го прават. Дали ме разбирате? Значи не може да се краде, се гледа, се мониторинг има и врз буџетот, има мониторинг и сите средства што доаѓаат. Како се трошат, не може да се краде на ваков начин, да се ствараат и хидроцентрали сами да имаат и било што. Заев се богатил од Грција. Кој му дал пари? Нека се докаже, нема ништо тоа, господи. Тоа само е манипулации со народ, а народот, простиот народ се манипулира со малце. За 5 се бапчините и Дарка не му даваат пред гласање едно пиво, ќе участва таму во кладилница и ќе гласа. После тоа ги чуе, меѓу тоа повторно ќе гласа. А такви се половина од градот Лелев. Поздрав, господи. Добро, благодарам, поздрав до вас. Ова беше како контрареплика, веќе ако смета гледачот дека на ова треба да одговори, дека има потреба, нека и успее да добие врска, нека биде тоа кратко, на вистина 10 на 15 секунди, нека извлече конкретни поенти, затоа што одиме до недоглед. Ја немаме таа можност, како што барем она во рекламите одлично звучи, во текст слушав на реклама, тие миксери, што беше нешто, вели, па 2 рецепта во исто време може да правите, ние некако се уште двајца во исто време не можеме, а и ако можеме, времето ни е тоа, можеме всушност, ќе вклучиме конференцијска врска, но да направиме тогаш разговор со двајца, за да не биде тогаш, да не се претвори емисијата во тоа. Ако велам, однапред кажувам, има потреба да се дообјаснат работите, нека бидат на 10 на 15 секунди и да завршиме тука, затоа што веќе имаме 2 пати по двајца, значи 4 и плюс моје објаснување, најмалку време за 6, а само 2 сме слушнале. Добар ден, повелете. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Се слушаме. Вели вака. Да. Си гледал еден филм, сниме некаде таму 70 години, Бродот на учениците. А, добро, има такви, да, со бродови. Многу. Но има и такви со среќен крај, ги спасуваат, па... Слушам вака муабетиве, вака, еден, другиот, друго, отчајна работа, отчајна. Не се оправа држава. Него овој што реков дека ќе не кошта многу, види, он ќе дојде тука, ние овдека си шофериме, се правиме мангупи, ние се правихме мангупи таму некаде до пред 2001 година. Значи, си ја теравме работата како да ништо не се дешава тука во комши, да речеме, кога ја бомбардира Југославија, тогаш Советна република. А па ни се случи 2001 година, па ни се случи рамковен договор да подпишеме.
и лавината тргна. Она и претходно беше патила за лед, али од тој момент права лавина, значи уништувачка сила. Така да ние во вика да мора да СДС овие предавници, во мора ќе не спасни. Не. Едните и другите се компрометирани и продадени. Значи лапале пари кроз генерации. Така да Европа нема да се откаже така лесно од овие идентитети и чуда муабети ги натера, па макар и со сила. Него нека се крстат во Украина, таму Русинот да извојува апсолутна победа, Иран да скрши кичма на USA. Тоа е едини спас да притулиме, да не си го смениме идентитетот, веќе име сменивме знамења, некои делови од устав, све сме менјале, све ќе менеме и полот ќе го смениме. Ајде биди поздравен, чао. Благодарам ве, поздравувам. Ба добро и да не смениме доволно ете, само да не ставиме знаме. Има други знамења, еден куп гледате кои. Само не вадете го државното и онака изобилство на други знамења. Мислам, не е шаренолико, ама онака два-три типа има, доминираат. Добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете се, слушаме. Да. Ај вака, попросто ќе објаснам целава ситуација, за да разберат овие од СДС, што ги бранат продавниците, и овие северџаниве што до вчера викаат Северна Македонија, за да разберат суштината што ни се случува. Значи, ово е обичен слуга. Се сеќавате на Могерини, на Хан и другите што доаѓа. Тие едноставно се поштари, доаѓаат тука и што ќе им нареди Франција и Германија, нашите душмани, нашите најголеми непријатели на српскиот и православниот македонски народ. Тоа е приказното. Сценариото е нумно. Сценариото и за договорите штетни за македонскиот идентитет уништување е нивно сценарио. И германски, и преспански, и овој бугарскиот и охридскиот, сите се нивно сценарио за уништување на македонската нација, преку уништувањето на македонскиот идентитет, односно бугаризација, пред федерализација и поделба на државата на голема Бугарија и голема Албанија. Сватите го тоа, луѓе. Овој што доаѓа тука, сега повторно ќе направи ултиматум, морате да ги ставите бугарите уставот, а тоа ќе значи почеток на бугаризацијата. Ќе ги извадат тие на 200.000 пасоши од овие квази патриотиве, од кои што пола и више се во државава, тоа се политичари, бизнисмени, што имаат бугарски пасоши. И приказната е многу едноставна, ќе бараат после двојазичност, во сите пори на општеството да влезат, и откако ќе влезат, со браќата албанци ќе подела државата. Проста е математиката, сватите го тоа. Не смееме да менуваме устав додека не влеземе во Европска унија, тоа значи на светеникат, и додека не ги остварат тие ташки пресуди во Бугарија за... Благодарам, поздрав. Да, во некоја рака би се согласил со ова, со она што спомнавте, една ретроспектива, Хан, Могерини, Солана, Хавиер Солана и така натаму, може да ги редиме. Но која е поентата на сето тоа? Па да, тие се всушност еден вид, па и не еден вид, директно службеници. Меѓутоа, што значи тоа? Па тоа значи ги имало и ќе ги има. Не може од нив да се... Значи не е тоа да помине и овој. Тоа е, не знам, каква и да е, дали, не знам, полиција, инспекција, некоја УЈП и така натаму. Па, ве одминале едни по име и презиме. Па нема крај, ќе дојдат други, ќе дојдат трети. Сте се извлекле од една контрола со обраќање политичка. Па само да не ви се пуштат, нема крај. Значи, ќе чекаат и ваму и таму. Во таа смисла, Хан, Солана, Могерини и ова, она, биле, сега се и ќе има. Значи, ќе има постојано, сега е кошта. Па КОС, па КОСЕ, гледате, па се за Западен Балкан, европратеници, комесари и слично. Бирократија максимална. Но тоа дотолку повеќе покажува. Не е тоа император, некој цар, и сега разговарате со него. Джингис Кан и слично. И тоа што си договорил, тоа е. Тој ми кажал.
се едно, нека и како и да го нарекува некој диктатор, тиранин и слично. Но одам јас да се договорам со него и имам збор од него. А тука нема вие, однапред е загубена битката, затоа велам, вие тоа се службеници. Тоа е како ви, каже, јас ќе избегам од полиција. Па може да избегаш од таа патрола, од тој полицаец. Не може да избегаш. Треба да избегаш и од државата и од секаде, па потерница, па слично. Тоа е тој цел систем машинерија. Не е тоа, велам, што има? Трамп ви ветил, па утре ќе дојде некој друг, па што ви помага? Не е тоа, затоа велам, император некој да се договориме ние со него. Во таа смисла, дотолку на некој начин по-комплексно треба да се размислува. Да, сетете се на тие. Па сетете се, имајте предвид дека постојано ќе има други. Војска службеници. Постојано ќе доаѓаат. Постојано ќе велат моментот. Сега е приликата. Сега искористете го. И постојано ќе има. Па Метју Нимиц, па што Метју Нимиц, десетлетија помина на договори и преговори. И тоа одлично, дури оди во прилог. Спороходно оди тоа, бавно оди, процес прават нешто, дневници, пари, хонорари и слично, на крај потоа и придобивки за завршена работа, а што 110 летија договарал нешто? Па не е успех ти треба 30 години да договориш нешто. Но затоа велам, и што било, тоа му е неговиот животен опус. А затоа велам, па ќе дојде друг службеник потоа, па тој преговори со ова прави нешто. И тоа е, велам, поентата, да, сетете се, но сетете се, тоа не е сега, а ние како сега, со кошта нема да се видиме. Да речеме, утре друг ќе дојде, ако не е, тој нема бегање. Поентата е всушност затоа битен став од наша страна. Ви доаѓа поштар, не е, тој друг ќе дојде, ви доаѓа инспекција, не е, тој човек друг ќе дојде. Став ваш имате таму, или не се јавувајте, затворете врата, или дајте став, тоа е така и така, тоа е пристапот наш, па вие размислете, па јавете што сте одлучиле вие. Инаку тие постојано ќе доаѓаат. Добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, се слушаме, повелете. Се слушаме? Да, повелете. Овие ги бранат предавниците од СДС за ситни пари, господинот вика. А тој изгледа за крупни пари го брани ВМРО. Овие ајде за ситни. А друго, се иселува од Хрватска и од Словенија. Борете, се иселуваат. Ама се иселуваат како хрвати и како словенци. Тоа е поентата. Ние се иселуваме како бугари. Ние досега, кога Мицкоски беше по опозиција, 44 пратеници, ако не ги однесеше на нотар да подпиша и да мисла како што мисли мозоко негов, не знам тоа дали е кривично дело и дали е во право, не се разбирам. И ние досега ќе бевме во преговори, веќе ќе беа подпочнати на преговори. А овие гаранции што се бара, мене не ми е јасно какви гаранции она бара. Од гаранција може да земаш за машина, перачка, фрижидер да купваш, кола да купваш. Гаранција, кој ќе ти дај тебе она гаранција она ќе бара. Толку исто, немам повеќе што да кажам. Благодарам, да, ве подраздравувам. Тоа и беше поентата, гаранција ако заговарате директно, јас ти гарантирам тоа и готово. А кој да ни гарантира нас? Кошта, кос, ово и оној. Нема што, тие постојано ќе бидат, на кондиција ќе фаќаат. Тоа е таа администрација и готово. И типично, како и кај нас што за тие клучни работи, секој на другиот префрла одговора. Ние не сме надлежни за ова, ние не знаеме за тоа, истото и тие. Јас не може да ви гарантирам тоа, видете, тоа е став на ЕУ, на земјите 28, 7 членки консензуално и така натаму. И тоа е вие. Не разговараме со главниот затоа што нема главен, затоа што се е бирократија. Односно се преточува во тие службеници кои си го туркаат своето. Полека, ама упорно. А велам да има еден човек со кој вие би договорили или не договориле, па чекате да видиме ќе падне овој. Цар, диктатор, како ви да е.
ќе падне, ама утре ќе се сменат работите. Па нема тука што, или треба да се распадне ЕУ, или додека не се распадне службеници ќе има кои ќе ја шират нивната порака како месија. Ќе одат во регионални турнеи и ќе го зборуваат своето. Фатете го моментот. Добар ден, повелете, кој ни е? Здраво, Исо. Здраво, поздрав, се слушаме. Од кога се лјаме слушател? Да, одамна на вистина. Повелете, да, баш убаво што сме заедно сите, да. Овој сега што се јави предавнике, тој се гледа како одма предавнике. Гаранција Мичковски брал. А Зоки што подпиша гаранција? Парите? Што продаде државата? А Мичковски сега гаранција барал, таа гаранција не важела, Пупу не важа. А на Заев се важи гаранција за пари, така? Што продаде државата? Па тој од Чашки, овој сега се јави некој ред други таму што ги има. Тие стварно за ситна паричка душа се продават, а може се и Бугра Филипа. Може така да биде. Предавници, тие се предавници. Ево, тие такви и 903 и 916 и било која година, значи од такви држава Македонија нема. Ека овој сега се јави. Може има 17 години, тој е предавник и неговата ми е била пред дедо му била предавничка и оно още предавнике. Исто како оно од Чашка. Уставта како Филипче. И сега Мичковски гаранција барал, не се важила негла. Пупу не важи, а на Заев се важи гаранцијата. За паричките што беше. Како не ги срам, бе, да зборува за Македонија, тука јаде, пие, пензии зимат, бе. Срам да ги фане за оваа држава, бе. Мичковски бил укриво, гаранции барал. Мичковски многу мало кажу, и народот имаше референдум. Која година беше што падна Заев? 2005 ли, која година беше? Народот го кажа своето. Референдум бара Филипче, зошто ти е референдум? Па срамота е. Бугаринот ти вика, не си човек, не си македонец, те ништа, они да ставиме устав да отвориме, во класчо е. Како не ги срам, бе? И още за Бугарија набиват. Срамота. И греота е за оваа држава, бе, такви ще се јавуват. Не треба да ги пуште да презборат за Македонија. Тоа се предавници. Тито како бил на времето, голиот таму ќе крше камен. За Југославија да прозбори нешто. Предавници се тоа. Добро, бе, молам, не одиме во квалификации кој е каков, затоа што има поинакво мислење. Наистина тука секој со нивните мислења е во рамки на тоа што го мисли и не излегува тоа од она што го мисли, а никој од нив не вели дека е застапник на, не знам, други политики и така натаму, за да излегуваме од тоа. Едноставно, тоа се начините, идеите на кои мислат дека она што го застапуваат, а официјално сите се движат во таа рамка на Македонија и размислувањата како да се направи тој чекор кон ЕУ, кој, рака на срце, директно е условен или блокиран најмалку од факторите во Македонија. Сите тие начини и уставните измени за или против и така натаму се всушност токму идеја, досетка, како и да е, на земјите членки. Земјата членка ЕУ или воопшто на ЕУ. Како што и Бугарија ни вели, тоа е ЕУ. И сите всушност постапки и Преспанскиот договор и промените и така натаму, антиквизација и што и да е резултат токму на тие нивни барања. Од тука и доаѓаме до ова дали ќе биде последно да се има гаранција, но и токму затоа имаме и различни мислења. Затоа е битно да се излезе, можеби, што кажав, едноставно со нашите услови. Тоа е направено, ова не правиме. И така натаму. Или што мислите уште да предложите, да видиме дали ќе прифатиме или не. И одлуката да е кај нив. А вака се имаме тензии внатре и во политичкиот сектор и граѓанскиот околу нешто што е увезено однадвор, за жал, како проблем. Благодарам за учеството и вниманието, имајте пријатно попладне и ете се гледаме утре во редовниот термин за емисијата во ТЕК. Довидување.